Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев во емисијата Топ тема на Телма го повика председавачот со собраниската седница Трајко Велјановски до вторник да му го предаде кабинетот на Талат Џафери, а председателот Ѓорѓе Иванов за 10 дена да го даде мандатот за да формира влада. Секогаш постојат начини и алтернативи на предвидување на опциите кои што стојат на располагање ако сте целосно подготвен тоа да го правите на присебен и трезвен начин. А секако постојат и опции за насилство, за било какви нахални чекори или слично. Ние обстојуваме на нашата определба. Премногу е важна секоја човечка душа во Македонија, премногу е важно да ги отклониме сите можности за било каков судар во нашата држава и тоа ќе продолжиме да го правиме со целосна посветеност, согласно алтернативите на ненасилство кое што ни стојат на располагање. Значи, без насилство, со трпение и присебност во целиот овој дел. Јас би сакал, утре иако е сабота, Трајко Велјановски да му се јави на Талат Џафери да направат примопредавање, да не губат ни ден повеќе. Но реално очекувам тоа да се случи во вторник. Верувате дека тоа ќе се случи? Мора да се случи. Заев истакна дека СДСМ и досега барала мирни начини за решавање на проблемите и дека веруваат дека исто така ќе се реши и овој, но исто така истакна дека имаат плани за алтернативни решенија, исто како што беше изборот на председател на собранието. Македонија ќе има влада. И бегање од тоа нема. Јас се надевам дека нема да се случи на ваков начин како што се случи изборот на председател на собранието, за да после тоа направат крвав населен акт кој што остана голем срам за државата. Но ако не го даде мандатот Иванов, Македонија сепак има влада. И ВМРО ДПМН не отстапуваше, образложувајќи преку банална расправа на реплики и контрареплики, блокирајќи го собранието, еве дојдовме до председател на собранието. Верувајте, секој пат постои алтернатива, само Господа не го држи трпението во глава, живците и паметот, да носиме мудри одлуки во интерес на граѓаните и да ги отстраниме сите вакви околности кои што како слики ги видоа граѓаните, веројатно кај многу од нив остана трауми кои што ќе им треба време да бидат заборавени, а некои од нив сигурно и никогаш нема да бидат заборавени. Така да алтернативи постојат. Коментирајќи ги настаните од четвртокот по изборот на Талат Џафери за председател на собранието, Заев вели дека за насилствата во парламентот виновни се ВМРО ДПМН, а не тие, и посочи дека насилствата се случиле заради тоа што полицијата била должна да го заштити парламентот и пратениците, но не го сторила тоа. Но Заев исто така истакна дека тој ја дал наредбата да се пука од огнено оружје во собранието, чин што дополнително го испровоцира гневот на граѓаните за време на насилствата во законодавниот дом. Службеното лице полицаецот Аце не е Саше тој што го има на сликата со пиштол кој што држи надвор, го знаат, ќе го препознаат гледачите, но Аце е другото службено лице, тоа се двајца полицајци, официјално обезбедување на поранешен министер за внатрешни. Останаа со Оливер Спасовски. Во еден момент вели: "Јас сум полицаец, дига значката, ве молам одстапете, дојдовме до животот на претениците. Ве молам одстапете, ќе пукам." Го дигна пиштолот. "Полицаец сум, предупредувам, ќе пукам." И праша: "Ќе пукам, председателе." Пукнете еднаш во воздух, пукна еднаш во воздух. И оп, застанаа малку другите. Не беа доволно уплашени, тргнаа да му земат пиштолот. Пукам уште еднаш, пукна уште еднаш, два пати. По ваквата реакција на Заев останаа отворени неколку прашања. Како обезбедувањето на раководството на СДСМ успеало да внесе огнено оружје во собранието, нешто што е најстрого забрането? Дали ќе има одговорност за полицискиот службеник, кој спротивно на процедурите барал совет од Заев дали да употреби огнено оружје во собранието?